Секојдневниот пораст на заболени со COVID-19 вирусот го вклучи алармот на општинскиот кризен штаб, кој на вчерашниот состанок донесе неколку заклучоци и мерки кои се однесуваат на строги контроли околу движењето на несовесни членови на семејство на позитивни лица кои биле во контакт со истите, контроли во врска со групирање по јавните предпријатија, како и особено да се засилат контролите на викендиците, групирањето на младите и да се изврши едукација во рамките на потесното семејство за спречување на ваквите појави. Градоначалникот Звонко Пекевски истакна дека состојбата е загрижувачка, па поради високите бројки на позитивни случаи во градот, упати апел до сите граѓани за одговорно однесување и строго почитување на мерките за заштита донесени од кризниот штаб. Особено неделата која што измина, на податоците на општина веруваме зголемување на бројот на позитивни случаи, зголемување на бројот на активни случаи и само до тоа наметна потреба да денес биде свикано координативното тело за справување со пандемијата COVID-19. На истата веќе имавте можност да ги слушнете мислењата, ставовите на одделните членови од соодветните институции кои влијаат и имаат своја обврска законска да учествуваат во превенцијата. Веќе се изнесени неколку заклучоци, особено да се зголемат и засилат контролите на локалите, местата каде што јавните површини во одредени излетнички места кои се ризик да продолжи зголемувањето на самата пандемија. Началникот на ОВР Берово додаде дека полициските службеници вршат контроли на територијата на двете општини Берово и Пехчево, а во следниот период уште повеќе ќе се засилат контролите од нивна страна. Изрази загриженост поради несовесното однесување на граѓаните кои покрај предвидените мерки за заштита се собираат на семејни слави и групирањето на малолетни лица во викенд на селбите во Берово. 17 од Берово, и тоа повозрасни лица, еве ги, ја не сакам да ги обелоденуваме, 17 позитивни на COVID-19, беа 23, другите најверојатно се од селските населби, тие се веćinom и се движат од 57 годиште, тука некаде до 60 и 4 и 5 и има еден од 82 годиште. Сега вршиме исто така засилени контроли. Некни во сабота према недела имавме контрола од 18 до 23 со полициски службеници поделени во две групи во Берово и Пехчево и беа констатирани 10 прекршоци за неносење на заштитна опрема, односно заштитна маска. Беровчани се исплашени, велат дека и покрај мерките за заштита, несовесноста и непочитувањето на мерките за групирање на населението се главната причина за големиот број на корона позитивни во градот. Едногласни се за воведување на полициски час. Недисциплина. Недисциплина. Најверојатно младите ќе дај решение. Полициски час подхитно. Да се затвори се. Што друго? На тоа недисциплиниран народ, што друго? Полициски час подхитно. Треба пред се пазење, значи сам за себе да си одговорен, сам себе да се чуваш, да се заштитиш. Това е, значи, иначе непредвидливо, не можеш да познаеш кој носи, кој не носи, кој има, кој нема. Лично хигиена секој е свесен сам дека треба да ја, но претежно е, значи, не одржување дистанца и криење на контактите. Мислам дека е трагично, лоша ситуација. Со COVID имаме премногу заразени по број на жители. Мислам дека посериозно треба да се свати тоа и сите институции посериозно да реагираат за да се намали, да се почитуваат мерките пред се. Забрана за собирање, носење на заштитни маски, заштитна опрема, тоа. Непочитување на мерките кои се дадени од страна на Комисијата за заразни болести. Гледате, собири има, млади ве не почитуваат, не носат тие заштитни средства со кои треба да се видат. Во почетокот неозбилно свативме, али сега пошто е тоа светска криза во самиот свет, каде милиони луѓе умираат, веќе почнува паника односно став да владее меѓу граѓаните. COVID кризата е сега многу опасна, шири се многу брже,
а посебно Берово е град дека свето се дружат сите еден со друг и многу се прошири тука. Јас бех позитивен, имах симптоми като температура, кашлах, суво грло, немах вкус, мирис немах и тоа поминува. После 10 дена еле вика не си инфективен. Добих решение за изолација и после не пушчија. Јас сега денеска ми е прв ден навонка. Короната е супер. Короната върви и оди напред, нема попус. А се, че има корона, доведе дека не слушат. Само изолација, иначе тоа политички час, иначе била. Берово допред неколку недели важеше за град во кој имаше минимален број позитивни случаи на коронавирусот. Моменталната состојба во градот изнесува 101 позитивен случај и 6 починати, со што Берово е на високото 6-то место на заболени по глава на жител во државата.